Власта и опозицијата се скараа околу покачувањето на платите. Во законодавниот дом продолжува жестоката дебата за ребалансот на буџетот. Пратениците на СРСМ обвинуваат дека не биле предвидени пари за зголемување на минималецот, се кршеле работничките права и се суспендирале колективните договори. Власта пак алармира дека наишле на огромна буџетска дупка која требале да ја санираат, а претходниците потрошиле над 70% за 6 месеци. Финансиски средства за задоволување на потребите на сите буџетски корисници, вклучувајќи ги обврските по превземените обврски кои што сте ги спланирале. Сега сте власт и ако сметате дека било кој колективен договор е подпишан надвор од процедурите, можете да го поништите и да им ги ускратите правата на работниците, а во спротивно должни сте, затоа што колективниот договор е над законот, должни сте да им ги овозможите сите придобивки кои што работниците ги имаат добиено благодарение на овие колективни договори. Пратениците на ВМРО ДПМН го вперија прстот кон претходната власт, бидејќи не испланирале доволно плати за исплата во национални шуми, водостопанство, пошти и други институции. Пратениците на СРСМ пак се правдаат дека менаџирањето било на високо ниво. И вие сте должни да дадете одговор на тие прашања пред македонската јавност, дополнително што доживеавте историски најлош резултат за СДСМ, би рекол срамен резултат од историска гледна точка, а не и вие и министрите поранешни во вашата влада да излегуваат овде и да прават хвалоспеви на некои политики на СДСМ кои што очигледно, не според мене, туку според граѓаните на Република Македонија се тотално фијаско, сведувајќи ве на мала политичка партија од 15 пратеници и 100 и нешто илјади гласови. Јас председател на влада не сум од средината на јануари, а не од средината на јуни. Така да менаџирањето било на многу високо ниво кога сум бил председател на владата и кога повторно ќе имаме честа да ја водиме владата, пак ќе биде така. Амандманската расправа за поднесените 58 амандмани ќе трае 6 дена, пошто ребалансот ќе оди на пленарна седница. По дебатата се очекува за прекроената државна каса да се гласа во втората недела од август.